Во овој подкаст мирисот на книгата мирис на љубов, на совршен допир и сензибилност. Години наназад интуитивно пишува текстови од душа за сродните души. Незиниот радиофоничен глас го слушавме преку радио и телевизија. Таа е визажист, магистер по нутриционизам и мајка на првородена книга која чувствува како свое чедо. Книгата Совршен допир се продава кај нас како светски бестселер. Љубовно-еротски роман кој совршено ќе ве натера да го прочитате во еден здив и потсети дека љубовта е само сон од кој не сакате никогаш да се разбудите. Добре дојде за Ана Антовска. Добре најдов. Благодарам за поканата, Тања. Со гласот твој веќе те оставам тебе ти да зборуваш, ја ќе се повлечам. Само ти зборувај, да. Тоа никогаш не би било проблем. Кога го читав баш така во еден здив ме потсети на оние стари добри љубовни романчиња, меѓутоа со еден нов модерен инпут, значи здивот на секојдневието на Скопје, на оне младешки занос, вокабулар кој интересен, интригантен. Книга која плени. Како се случи твоево чедо да се изроди? Како почна? Почнав обсесивно да читам. Секогаш сум читала, меѓутоа некако умерено. Изминатава година во зимскиот период, бидејќи јас не излегував во затворени простори со оглед на ситуацијата со ковидот, читањето секогаш ме релаксира, меѓутоа веќе почна да ми станува недоволно. Не се чувствував доволно исполнета. Како читач? Не како читач, туку едноставно енергетски почнав да се заситувам. И за да ја разбијам монотонијата, бидејќи беше студено, донесов одлука дека сакам да напишам нешто. Бидеш писател. Да, таа идеја некако ми дојде летото, меѓутоа не ја сватив сериозно. Седнав и направив еден план во главата како што би сакала да напишам. Секако ќе се работеше за романса, затоа што романси читам и драми, читам мистерии, трилери, меѓутоа некако познавајќи се себе си како многу романтична личност, сметав дека тука најдобро ќе се снајдам и многу уживав додека ја создавав приказната во глава. Тоа беше многу интересно. Пред да почнам да пишувам, запратив на YouTube еден познат бестселер писател кој што во чекори ме водеше како се пишува книга, бидејќи тоа не е шала. Објаснуваше каква треба да биде првата реченица да го заинтересира читателот, нагласи дека сите ние, на сите нас како автори, треба да не биде најбитен читателот. Тоа мене инстинктивно ми дојде. Ги заследив, ги послушав неговите совети и во една ситуација тој вели, доколку со пријателите ја споделувате идејата за вашата нова книга и таа секогаш се повеќе и повеќе се развива, тогаш ќе имате успешна книга. И мене многу чудно, многу спонтано, нонстоп тоа ми се случуваше. Имам многу блиски пријателки кои што беа со мене во целиот тој процес, ми треба пред читатели, бидејќи прв пат седнувам да пишувам. Ги има и во книгите како ликови, другарките. Да, со тоа што веќе за наредната книга настојувам да бидат официјални почитатели, 2 или 3. Чека имаме второ дете. Се надевам тоа подоцна да го пораснеме ова. Да. Така да многу ми помогнаа во фидбекот. Ги замолив да бидат непристрасни, затоа што сум им блиска. Реакциите беа фантастични и многу интересно кога седнав да пишувам, а ја напишав многу брзо книгата, бидејќи немав проблем со инспирација, немав проблем со излагање на она што го размислував, толку лесно ми доаѓаше да влегувам од сцена во сцена, да се заборавав по 12 часа пишував, имав неколку слободни денови и ги искористив максимално да ги напишам и можам да ви кажам дека 70% од книгата напишав за многу краток период. Помалку од 9 месеци? Колку што се раѓа чеден? Јас комплетно ја направив за 3. Вие сте побрзо од Балзак. Балзак пишал така со брзина на светлина. Да, кога слушате дека некој толку брзо напишал нешто, обично се мисли дека не е издржано, ама јас така функционирам. Значи јас функционирам под притисок. Не би рекла баш под притисок, меѓутоа кога ќе се сконцентрирам, навистина навлегувам во ситуацијата и многу интересно кога читам и до ден денес, верувајте ми дека има моменти кога ја отварам книгата било каде и мислам треба мене пред се да ми се допадне, инаку не би издала нешто. Читајќи одредени реченици, толку уживам во тоа што сум го напишала, не верувајќи дека јас сум го напишала од аспект на тоа колку сум била влезена во транс, значи буквално влезена во транс. Живописни се ликовите, значи Марија и Александар баш онака до детали сте ги опишували, нивната гестикулација и облеката и оние моменти на љубов, па и еротскиот набој, таму во еден дел околу 15 глава е најинтересна за читање, нели? Која е кулминација на страста. Зошто забранетата љубов е вечна инспирација?
историјата на литературата? Не знам, јас во книгите што ги читав оваа година дена, прочитав околу 220, ги бележам. Браво. Да, и бидејќи по планињата ми се обично слободни, викендите настојувам по 2-3 часа Значи да не читам. читате само на плажа, Никогаш, за шминка? никако, со тоа што толку почнав брзо да читам, да ви кажам, да јас сум изненадена сама од себе. Така да затоа и толку многу книги сум прочитала, бидејќи 3 часа во денот морам да читам, обично навечер се случува тоа. Јас се решив за во сите книги кои што ги читав, обично во почетокот има недоразбирање меѓу главните ликови и многу се привлекуваат и мене тоа ми стана монотоно. Значи во секоја книга што ја прочитав, нигде нема забранета љубов. Се седов за слобода да ликот Марија биде на еден начин, тоа сум јас во суштина, начинот на кој што јас размислувам, на кој што јас љубам, на кој што јас своите ставови ги представив генерално во животот, ми беше најлесно за да оформам еден издржан лик, без разлика дали ќе го почувствуваат како позитивен или негативен и колку ќе им се допадне на читателите. Целта ми беше за полесно да го напишам. Но има етичка позадина, и Марија е високо морален лик. Така јас го доживувам животот. За мене рушењето на туѓ живот, на туѓа среќа, на туѓ кров е многу деструктивна. Никогаш не знаеш што ќе ти се случи во животот. Избегнувам да кажам никогаш, меѓутоа секогаш се водам од моите основни начала и за да биде интересна книгата со уредничката се договоривме да биде Забранета љубов, така да кога ќе прочитаат читателите ќе видат дека извлечена една мислам ситуацијата е објаснета на етички начин, никој не е повреден и така би сакала да остане. Инаку ликот на Александар, морам да кажам дека настојував да имам визуализација како би изгледал тој човек кој што ќе зададе Марија. Фикција или сте го сретнале некогаш? Не сум го сретнала, многу би сакала да го сретнам. Сите би сакале. Хари Кавил е ликот на актерот од Англија кој што го глумеше Супермен и некако ми дојде пред очи на Инстаграм, го загледав на неколку фотографии и ме одушеви како изгледа. Слушав некои негови YouTube излагања, гостувања, има фантастичен баритон, значи глас да се наежиш и додека неговите карактеристики, ликот на Александар е маж како што јас сметам дека еден маж мене би ме завел и многу убаво го опишав, а толку се соживеав со Марија и со Александар да дури додека се допира, се сака, тагува, јас лично навистина ги доживував тие емоции. И сега, само ова сакам да ви кажам, инспирацијата за романот е еден мој интимен дел. Не сакам да го откривам, само ќе кажам дека тајната во книгата е моја лична автобиографија. Не како е представена, бидејќи е фикција, се е фикција, туку начинот на кој што јас ги доживувам тие емоции кои што се, мислам за една жена најдлабоки, и тоа ме натера да ја почнам книгата. Имав потреба да излезат од мене емоциите кои што малку ме притиска, а не сум личност која што сака да носи тежина. Така да, верувајте ми дека толку многу се прочистив на некој начин со оваа книга, да тоа е неверојатно. Највозвишениот начин да се прочисти по духовот човек е да испише страници. Има таму добрена приказна во приказна, да не откриеме многу, меѓутоа се работи за една бременост која нели ќе заврши со да не откриваме, меѓутоа како еден инпут дали тоа може би нека приказна што сте слушнале од работите во Систина или само емоциите кои што јас лично ги доживувам, а инаку целата ситуација е измислена. Значи зборувам за емоциите и оние кои што читаат ме познаваат. Бидејќи крајот е многу интересен и би ги замолила сите да не го читаат епилогот, бидејќи џабе ќе читаат книгата. Беа шокирани од крајот и многу необичен крај, таков крај јас не сум сретнала. Инстинктивно го замислив, не баш така, на друг начин требаше да заврши, ама ово е вистинскиот, така да многу ми е драго што ја затвараат книгата со барем час или два мислејки на книгата и на тоа што се случи одеднаш. Што се случи, да, и ги оставам читателите да направат свој продолжеток, бидејќи на оваа книга не би сакала да го додадам. И остава простор за imagination, значи понатаму фикцијата може да не остави простор на сите нас читатели дека има тоа втор дел, трет дел, дека може да се развива таа љубов и понатаму. Дефинитивно, и може да навистина да се остави на имагинацијата на читателите тоа да го направат. Инаку има уште еден лик машки кој што се појавува во книгата, фанцинантно, италијанецот кој што физички, а и карактеристиките, бидејќи гледав
мистерија со него. Тој е Џан Јаман, турскиот актер кој што е многу популарен и живее во Италија. Ме фасцинираше неговата енергија, изгледот, има нешто во него посебно што мене ми се допадна. И требаше друг крај да има книгата, меѓутоа како навлегов од почеток се случи тоа што се случи. Наративен пресврт, имаме наративен пресврт одеднаш и тоа е интригантно. Да, па тоа е тоа уствари. Остане си онака подземот на крај, да. чекај што се случи. И многу интересно што фан група негова на Инстаграм се пратиме и јас пред неколку месеци кажав на девојката бразилка која што го води тој профил дека пишувам книга во која што Џан ми е инспирација, и девојката, бидејќи он ја прати, му прати на стори ме стави и му кажа дека има една девојка од Македонија, жена од Македонија на која што е бил инспирација во одреден дел од книгата. Ајде, Ана, биде македонски бестселер, да имаме нешто светско наше. Па јас да ви кажам, верувам само во исполнети и неисполнети соништа. Нема мали и големи соништа. Секогаш кога нешто сум замислила, сум настојувала да го остварам, не по секоја цена, меѓутоа да уживам во тоа. И ќе ми биде многу мило овој совршен допир да ги допре границите на бивша Југославија, значи да се прошири на Балкан, тоа ми е целта, исклучително само од љубов према пишаниот збор. И би сакала, кога се го пишував романот, имав една визуализација во која што ден денес верувам, дека ја промовирам книгата во Рим, во некоја убава издавачка куќа, и се надевам дека тоа ќе ми се оствари, затоа што многу јасно се видов како се да ми подпишувам книги на мојата промоција, и се надевам дека овде горе на книгата некогаш ќе стои New York Times бестселер автор. Колку и да звучи ова можеби како научна фантастика, јас верувам во ова и нема да оставам на случајности. Се надевам дека ќе успеам да најдам конекции, бидејќи верувам во тоа што сум го напишала, читајќи ги светските бестселер, New York Times бестселер романи. Мислам дека така ставена сум во едицијата од Сакам книги во светскија наши, дека можеби ќе имам среќа да ми се оствари сонот. Најважното нешто е да веруваш. Секогаш веројатно верувам и во тоа твојата што мајка верувала во тебе како лектор, гледам дека те поддржала, значи да, веруваше, да ви кажам, мајка ми е многу голем критичар што се однесува до мене, низ иглени уши ме преднувала секогаш пред да ми даде, пред да ме охрабри, мора да биде нештото навистина издржано, никогаш не ми давала комплименти затоа што сум ќерка, и многу ме изнамачи критикувајќи ме: Ана, те молам, како си можела вака да го напишеш ова, студираше македонски, бидејќи јас еден период и студирав македонски, само не завршив, од аспект на граматиката многу добро ми одеше во тој период. Кога ги читаше, бидејќи она ми беше пречитател, беше толку фасцинирана, и сега пред некој ден втор пат ја прочита книгата, да ја прочита, бидејќи лекторите ја чувствуваат содржината, меѓутоа не се соживуваат со книгата, немаат време, на друг пристап имаат. Повеќе на содржината колку на форма и знаат да пропуштаат. И толку беше, да ви кажам искрено, фасцинирана, толку ми е мило, бидејќи прво е прекрасен лектор, одличен, не дека ми е мајка, и многу е темелна, да. Така да многу ми се допадна што таа беше личноста која што даде фидбек кој што многу ми значи. Ќе ја препорачуваме. Јас се надевам. Така е. И за крај, твојата љубов нутриционизмот, добар залак, добро парче книга одбрана, напишана, која е сличноста помеѓу нутриционизмот и пишувањето? Јас сум во душа нутриционист, 9 години работам во Аџи Бадем Систина, уживам во работата, уживам да работам со секаков тип на клиенти кои што доаѓаат и со хоспиталните пациенти кои што се кај нас. Едноставно емпатична сум и некако животот, сакав да студирам медицина пред години кога требаше, па не се случи тоа, и гледате како соништата се стваруваат. Да, амбициите, поривите, можеби влегов во најпрестижната болница во регионот, приватна, уживам секој ден, јас сум нутриционист по вокација, кој што си дозволи да има едно хоби кој што го исполнува комплетно. Не можам да се замислам да работам нешто друго, влегувајќи во таа институција секој утро, сум тоа што сум и уживам во секој миг поминат. Да. Времето за читање книги и добра храна е чист хедонизам. Секогаш хедонизмот мене ме води во животот. Препознам Бом и Ванка во тебе. Да. Чест ми беше што беше дел од мирисот на книгата, страница МК, совршен допир, топло ви го препорачам да го допрете, да поминете низ страниците и да видите како желбата, поривите, амбициите се преточуваат во едно дело, што е гениалност. Останете на страница МК.